Во денешното издание на регионалните вести ќе гледате: политичките партии еколошките проблеми ги решаваат само на хартија, велат невладините. Девојче и момче од Гостивар запоставени од родителите сместени во мал групен дом. Утре премиера на филмот Малечка, а во недела театарска представа Чај со рум. Наместо со конкретни решенија и реализација, политичките партии најгорливите проблеми од областа на животната средина ги решаваат само на хартија, велат еколошките организации. Тие бараат и општините да бидат поактивни за почиста животна средина. Секоја политичка партија досега се залагала за почиста животна средина, но само декларативно. Тие ветуваат се и се што пред избори, но после тоа, кога ќе дојдат на власт, граѓаните наместо почист воздух, почисти води, добиваат проекти кои ја загадуваат животната средина, вели Аријани Џафери од Екогерила. Конкретно многу малку имало, значи кога зборуваме за конкретно треба да има временски рамки, предвиден буџет, начин на кој ќе се направи, значи тоа тешко се наоѓа во платформи, тешко и по програми се наоѓа тоа. Значи повеќе има вака поопширни се така дека треба ова, треба тоа, ама нема конкретни проекти, значи нема ништо конкретно од тоа. Нормално значи се залагаат за почиста животна средина, почист воздух, чисти води, но тоа што го направат не е тоа што треба да се направи. Значи, откако ќе стапат на власт, ќе дозволуваат и загадување на воздухот, не дават доволно пари за инвестирање во инфраструктура за почисти градови, ќе изградат хидроелектрани на секаде низ секоја река, значи тука е проблемот, значи не е ни важно некогаш што ќе биде напишано на платформата, туку што ќе биде направено на терен. Како организации, Џафери вели дека прават напори преку разни еколошки активности да го намалат загадувањето на животната средина, но нивна главна цел и задача е да вршат притисок кон властите, да започнат да ги исполнуваат нивните должности во областа на екологијата. Културата на активност, да кажам така подиректно, кои повеќе се вклучени во акции за чистење или за такви слични работи. И ние сме биле вклучени, но нашата, така да кажам, експертиза е повеќе политичкиот притисок. Мислам дека важно е, поради тоа што преку тој политички притисок успеавме да смениме неколку работи, некои поголеми, некои помали. Смета дека општините треба да бидат поангажирани за зачувување на животната средина. Речиси нула, значи во Тетово мислам дека е нула со субвенции. И во другите општини е многу малку има такви субвенции за да ги поттикнуваат граѓаните да возат точаци и така натака. Едно што би требало и што би можело да се направи без субвенции во Тетово е да се изградат патеки за точаци. Јас самиот возам точак и немам каде да возам, значи треба да се вклучам во сообраќајот каде што се движат коли и тоа е опасно. Полошкиот регион има голем број на наречени еколошки проблеми кои тапкаат во место. И како што велат од Екогерила, властите наместо да ги решат на терен, даваат само ветување и проекти кои остануваат со децении само на хартија. Во Тетово постојано е актуелен проблемот со бездомни кучиња. Граѓаните се жалат дека ги има во голем број и дека неретко се агресивни. Од општина Тетово велат дека имаат дојави дека кучиња се носат од други места, па ќе побараат асистенција од полицијата. Граѓаните кои живеат во близина на општината во Тетово се жалат на зголемен број кучиња бездомници. Велат дека глутница кучиња постојано е на тротоарите пред нивните домови, кои лаат по возилата кои поминуваат, а неретко се и агресивни. Откако најпрвен се обратиле до институциите, сега преку медиумите апелираат овој проблем да биде решен. Осеќаме опасност, осеќаме бука, непријатно, не можеш да одмориш, не е тоа еден ден, тоа е секојдневно, без разлика што локацијата не е близко општина, надлежните не реагираат на нашите повици, бевме принудени да ги викнеме медиумите да снимат да видиме што понатака.
Жителите на Тетово велат дека овој проблем е актуелен речиси во сите населби во градот. Јас седам кај бирото за вработување. Тоа преку ноќ е катастрофа. Цели чопори. Катастрофа е, страв да те фати само од лаежот. А да ги видиш па кој од кој е поголем и кој од кој е позагадени. Овде повеќе има кучења него у село. У село барем и вржани са овде кај не можеш да пројдеш. Ни дете можеш да пушти само ни ништо. Се плаша деца. Да, ја не се плашим, ама детето се плаши. Некој се плаши, некој возрастен се плаши, некој не, зависи. Обично кучињата реагира ако сосета загрозени нешто. Нормално дека пречат и на деца и на не смеат да излезат деца навечер сами. Еве на 2 пати, 3 пати на внуциве се пуштиле да трчаат. Страшно е овдека. Овој дел нарочито. Од општина Тетово велат дека работи стационарот во кој се кастрираат и вакцинираат кучињата скитници. Според нив проблемот е што кучињата се носат од другите населени места, поради што ќе побараат асистенција од полицијата. Кучињата се прибираат и се вакцинираат навремено, се задржуваат онолку колку што е предвидено и потоа пак ги пуштаме на улица, но сега овој пат значи се безопасни со оглед на тоа дека се вакцинирани. Но во последно време имаме многу дојави од граѓани кои што се сведоци на носење на кучиња од другите градови, односно од други населени места во Тетово, така да во овој последен период ќе бидеме и приморани да апелираме, односно да бараме и асистенција од секторот за внатрешни работи Тетово, за да ја засилиме контролата и да ги изречиме овие појави на донесување на кучиња од останати населени места, со што уште повеќе ја влошува состојбата со кучињата скитници во нашиот град. Од мај 2019 година до сега се објавени 3 тендери за згрижување и третирање на кучиња скитници во општина Тетово. Процедурата за проширување на патот Тетово-Гостивар ќе отпочне годинава, најави министерот за транспорт и врски Благој Бочварски. По оваа делница, која што е долга околу 22 километри, просечно дневно минуваат околу 13.000 возила. Еден од приоритетите на новата влада во инфраструктурата ќе биде проширувањето на патот Тетово-Гостивар, најави денес министерот за транспорт и врски Благој Бочварски. Овој патен правец е многу фреквентен, а предесен и незаштитен, поради што честопати се случуваат сообраќајни несреќи, гужви и застои. Министерот истакна дека ќе се спроведат и други проекти и западниот коридор 8 ќе се претвори во модерна патна врска. Продолжуваме поинтензивно со изградба на автопатот Кичево-Охрид. Во овој мандат целосно ќе се реконструира патниот правец од Струга до граничниот премин Ќафасан, а ќе започнеме со постапка за проширување на автопатот од Тетово до Гостивар. Истовремено вршиме проектирање за изградба на нов автопат од Гостивар до Кичево, со што целиот западен коридор 8 ќе биде една нова модерна врска. Според предходните најави, патот Тетово-Гостивар ќе стане стандарден автопат со по 3 коловозни ленти во еден правец. Лентите ќе бидат широки од 2,5 метри до 3,75 метри. По оваа делница, која што е долга околу 22 километри, просечно дневно минуваат околу 13.000 возила. Од пуштањето во употреба на патот во 1996 година, до сега не се извршени позначајни зафати за негова реконструкција. Голем проблем за возачите представуваат и бездомните животни кои излегуваат на коловозот. Заштитната ограда што треба да ги спречува во неконтролираното движење, честопати е мета на кратци. Девојче и момче од Гостивар запоставени од родителите добија шанса за нормален живот, образование и развој. Социјалните служби ги сместија во мал групен дом, каде децата ги имаат сите услови и потребната грижа. Тинејџери од Гостивар кои растеле во нефункционално семејство, без доволно грижа од родителите, добија шанса за нов живот. Со ангажман на тимот од Центарот за социјална работа, девојчето и момчето се сместени во мал групен дом во Скопје. Таму ги имаат сите услови за нормално секојдневие, за учење, дружење и поддршка да си ја планираат иднината. Во групниот дом живеат во заедница со други деца и имаат своји воспитувачи, кои им помагаат да развијат чувство на стабилност и припадност. Сместивме две деца, едно момче од 15 и едно девојче од 16 години. Причини се што тие немаат доволно животни услови, немаат адекватна родителска грижа
сакаат да се школуваат, имаат добри капацитети за школување и напредување и таму каде што се сместени ќе добијат поубави услови, ќе се впишат школа и ќе го продолжат школувањето. Се надевам чак и до факултет. Мислам, тие ќе бидат сместени до 18-та година. Секоја година од Гостивар во мали групни домови се згрижуваат до 3 деца. Искуството на социјалните служби кажува дека потребите се многу поголеми. Бидејќи никој во наша држава не направил никакво истражување, никој не дошол во Гостивар, значи нарушена е комуникација помеѓу некои инстанци, па да истражи кој капацитет има Гостивар, колку потреба има по Тетово, па по тоа. И кога доаѓаме на ниво на цела држава, тоа некогаш се работело во Стара Југославија, да се знае што и како. Тоа е еден многу едноставен процес, како сите дома што правиме калкулации што ни треба, тие калкулации недостасуваат. Така дека моментално имаме вакуум. Според прописите, децата остануваат во групните домови до 18 годишна возраст. Потоа од државата им се обезбедуваат по 3000 евра како поддршка за запишување на факултет, изучување занает или вработување. Во последните 24 часа се направени 1674 тестирања, а регистрирани се 186 нови случаи на COVID-19. Од нив 18 се во Гостивар и 10 во Тетово. Починати се 7 лица, 1 пациент од Куманово, 2 пациенти од Струга, 1 од Гостивар и 3 пациенти од Делчево. Денеска Институтот за јавно здравје регистрира 85 оздравени пациенти, од кои 9 од Гостивар и 2 од Тетово. Во текот на изминатото деноноќие за неносење заштитни маски на вкупно 57 лица во Тетовско-Гостиварскиот регион изготвени им се прекршочни платни налози, согласно член 6 од соодветната владина уредба. Полицијата со засилени контроли кои се однесуваат на користење заштита на лицето во превозните средства. Секторот за внатрешни работи Тетово неделава значително ги засили контролните активности кои се однесуваат на користење заштита на лицето во патнички возила, комбиња и автобуси, а кои континуирано се реализираат неколку месеци наназад. На сите кои не ја почитуваат, односно не се придржуваат на владината уредба, со која се регулира задолжителното носење на заштита на лицето, на начин и место утврдени со истата, им се изготвуваат поднесоци. Одстапувањето во сила на оваа уредба, односно од нејзината практична имплементација, изготвени се вкупно 5276 поднесоци за некористење заштита, најмногу во возила, од кои 3676 на Тетовското и 1600 на поширокото гостиварско подрачје. Секторот за внатрешни работи Тетово им укажува на возачите и другиот работен персонал во комбиња или автобуси стрикно да се придржуваат на уредбата за која станува збор и да не превезуваат лица без заштитни маски, но и повеќе од максимално дозволениот број патници, зашто во спротивно возилата ќе бидат исклучени од сообраќај и ќе им бидат изготвени поднесоци, не само на физички, туку и на правните лица. Од полицијата информираат за приведување на неколку лица. 40-годишникот Джепчиште под сомнение дека извршил повеќе кражби. 34-годишен гостиварец поради поседување дрога, а 27-годишникот Струшко Лабуништа поради физички напад. Полициски службеници вчера на регионалниот пат Тетово-Јажинце во близина на Тетовско Джепчиште лишиле од слобода 40-годишник од ова село поради основи на сомнение дека извршил повеќе кражби и оштетувања во регионот на Теарце. По целосното расчистување и документирање на случајот, против него ќе следува соодветен поднесок, информираат од СВР Тетово. Вчера вечер на улица Илјантевски смог во Гостивар, полицијата привела 34-годишен гостиварец, затоа што при негов преглед била пронајдена кафеава прашкаста материја. Тој е задржан во полициската станица Гостивар за целосно расчистување и документирање на случајот, пошто ќе му биде изготвен поднесок. Вработен во Агенција за обезбедување во СВР Тетово пак пријавил дека во казино во Тетово бил физички нападнат од 27-годишникот Струшко Лабуништа. Пријавениот бил приведен и задржан во полициската станица Тетово за расчистување на случајот.
По подолго време тетовци ќе имаат можност повторно да уживаат во театарска представа. Овој пат се работи за изведба на монодрамата Чај со рум. Текст на Јован Дамјановски. Режисер е Саше Серафимовски, а главната единствена улога ја толкува Игор Бачовски. Тимот соработувал со низа професионални имиња, со цел да понудат врвно уметничко дело на љубителите на театарот. Чај со рум за тетовци и сите љубители на театарот. По подолго време во Лешок на 20 септември ќе се одржи Ден на културата, па покрај фестивалот на хорска музика Техо, публиката ќе може да ја погледне изведбата на монодрамата, каде како режисер се подпишува Саше Серафимовски, а главната единствена улога ќе ја толкува Игор Бачовски Бачо. Текстот е на Јован Дамјановски, а како што истакнаа Серафимовски и Бачовски, соработувале со низа професионални имиња со цел на публиката да и се понуди врвна уметничка изведба. У рамките на Денот на културата у Лешок, тоа е една неформална организација на драмското студио Тетово и фестивалот Техо, значи неделја 20 септември содржи еден убав целодневен културен настан на кој што ќе зема учество поголем број на хорој, нели, како едно финале на крај ќе завршиме со театарската представа, односно монодрамата Чај со рум, која што е закажана за 19 часот и 30 минути. Се игра на отворено, значи според сите здравствени протоколи, нели, како што налага моменталната ситуација со ковид вирусот сегде у Македонија. Се игра пред платото на црквата Успение на Пресвета Богородица во Лешок. Тоа е една фантастична, можем да кажам, фантастичен амбиент под отворено небо, каде што тетовците има дефинитивно можност да видат една одлична и прекрасна монодрама од тетовецот Јован Дамјановски. Тетовци у неделја на 20 ќе има одлична можност после долги 6 и кусур месеци да видат една театарска представа која што најверојатно верувам дека ќе им се допадне, односно најверојатно малку барем ќе даде една свежина у секојдневието у кој што живееме, имајќи предвид дека нели уметноста остана последна у Македонија за да заживи повторно, односно на сцената. Овој настан е поддржан од Министерството за култура. Идејата за изведбата потекнува од пред неколку години. Се работи за модерен начин на представување на монодрамата, вели Бачовски. Загарантирано е добро осветлување, авторска музика креирана од Ангел Ќосев и други професионалци со кои тимот соработувал. Многу работе се изменија, ама многу работи остане исти. И при припремањето се текстов на Јован сфативме дека самиот текст е како тесто и може многу добро да излезе една многу добра монодрама. Од тој аспект, гледајќи го целиот тој живот што го фаќа главниот лик Андреја, ќе се види суштината и на тетовското живење во овој период, значи од почетокот на транзицијата, па се завршувајќи со ова данашна небидница, што би рекле ние, со вирусот. И се тоа низ еден контакт и со публиката, и со сценографијата, Андреја ќе им го пренесе на публиката она што сака да им го пренесе у дадениот момент. Сценографијата ја направи во Скопје, истата екипа што го правеше сценографијата за филмот Прашина. Значи све вкупно мислим дека наистина дадовме се од себе у тој дел на организацијата и на припремата нова монодрама да изгледа, што би рекле ние, перфектно. Серафимовски и Бачовски велат дека билет има уште малку во колонијалот Корзо во Тетово. Очекуваат расположена публика и уште една потврда дека Тетово и тетовци се вистински влюбеници во театарската уметност. Краткометражниот филм на младата Ана Андонова Малечка конечно ќе се прикажи пред тетовската публика. Премиерата е закажана за утре на отворено во музеот на КПМ во Тетово, а ќе се реализираат 2 проекции. Со запазени протоколи за заштита, тетовци ќе уживаат во уште едно од делата на креативната Ана. Утре, на 18 септември, ќе се одржи долгоочекуваната премиера на нашиот филм Малечка, кој ќе се одржи во музеот на КПМ. Поради добро познатата ситуација, мораме да ги почитуваме мерките, затоа одлучивме да направиме истата вечер 2 проекции.
Ако е потребно ќе направиме и трета проекција, се со цел да можат повеќе луѓе да ја видат истата проекција, но да не видат сите заедно на исто место. Влезници има, тие се бесплатни, но за да се добијат треба на време да се дојде и да се има среќа. Сите протоколи ќе ги испочитуваме, ќе биде задолжително носење на маски, ќе имаме средства за дезинфекција, исто така ќе мериме и температура и се надевам дека се ќе помине во ред. Филмот трае 24 минути, кој што е сниман минатата година, во кој што учествуваат 6 актери и околу 50 на статисти. Првот филмот јавно се прикажа во Скопје пред неколку недели на Младинскиот филмски фестивал, но сепак, како што беше ветено, мора истиот филм да се даде во градот Тетово, од каде што сум јас, од каде што е целата екипа. Овде е крајот на регионалните вести. Ви благодарам на вниманието. Пријатно!